и од мене. Баш ми е мило што е недела, што сме тука собрани во името на нашиот Господ Исус Христос и верувам дека ниту еден од нас ден денес не е тука случајно. Верувам дека секој еден што сме денес тука, сме тука поради тоа што сме избрани да сме тука и да се сретнеме со живиот Бог. И верувам дека Бог ќе ни зборуваше преку славење, ќе ни зборува и преку Неговиот збор, така што само ќе ве охрабрам да дојдете со отворени срца, такви какви што сте, со се што сте, со се што ви е на вашите срца. Јас за ден се радувам денес, за мене е посебен ден, како што кажа Ребека. Јас тука имам роднини од Чешка, кои што се прв пат во Македонија и многумина од нив се дои прв пат во црква. Не познавам сега тука сите, гледам да има некој нов, сакам да кажам добре дојдовте. И можеби некој од вас е тука ден денес во црква прв пат. И како што кажа, верувам дека секој еден сме тука, поради тоа што сме избрани да сме ден денес тука. Моето име е Никол, ако не ме познава некој. И малце зборувам со дијалект, поради тоа што сум од Чешка. И таму живеев 20 години. Во Македонија живеам веќе 6 години, тука работам со пастор Живко и со неговата сопруга Стефани во оваа локална црква. Сега сакам Македонија и се радувам што можам да сум денес тука и што можам со вас да споделам тоа што мене Бог ми го стави на срце овој период. Не знам како за вас, но јас понекогаш едноставно имам чувство дека животот си оди многу брзо. Едноставно имам чувство дека сум на факултет или па сум на работа, па имам оваа задача, па имам оваа задача, па ова. Идам од една страна на друга и цело време се брзам некаде. Цело време имам чувство дека немам време да седнам и да одморам. Мене последните 3 години во животот ми беа на некаков начин такви, со факултет, па со црквата, со сето тоа. И едноставно стварно отидов од една работа на друга. И стигна во еден момент каде што си кажав, чувствам некаков немир во таков начин на живење. Чувствувам дека стварно немам време да размислам малце повеќе. Да седнам, да рефлектирам на она што мене ми се случува во моето срце. Да рефлектирам на она што Бог ми зборува, она што моите другари ми зборуваат, она што јас сакам. Нема време, не чувствував мир. Заради тоа што немам време да седнам, да застанам и да одморам. И ден денес сакам баш да зборувам за шабат, кој што значи одмор. Верувам дека многумина од нас имаме веќе некаква конотација кога го кажам збор шабат, па можеби одма ви текне на одмор, па можеби одма ви текне на Стариот Завет, па можеби одма ви текне на закон. Не знам како збор ви се појавува кога кажам шабат. Но ден денес сакам да погледнеме на зборот шабат од две гледни точки. Првата гледна точка ќе биде Божиот дизајн за нас. Божиот ритам кој што ни го дава како неговото совршено создание. Како ние треба па да работиме, па да одмараме, па да работиме, па да одмараме. Еден таков ритам кој што Бог ни го дава. А другата гледна точка од која што сакам да погледнам е вечен одмор кој што го добиваме во Исус Христос. Вечен одмор, за кој што секој еден од нас сме овде создадени. И сакам да погледнеме на темата шабат од почетокот до крајот на Библијата. Ке се обидам да бидам многу кратка, но сакам да дам една поголема слика за зборот шабат. Да се вратиме на почетокот, тоа значи дека ако имате Библија, ве молам да се отворите Битие првата глава, заради тоа што нема да читам стих по стих, туку ќе ви раскажам приказната за Божјото создание. И од таму ќе почнеме со зборот одмор или шабат. Мене ми е многу фасцинантна, не знам дали сте читале, првата книга Битие, која што е напишана од Мојсей, и многу ми насхолари се согласуваат дека оваа книга е напишана после излезот на израелскиот народ од Египет. И сега морам малце да размислиме на тие луѓе кои што Мојсей пишува, се луѓе кои што биле робови 400 години во Египет, што е скроз различна култура од израелската култура, од еврејската култура. И на токму такви луѓе Мојсей ми пишува за Создателот. И за нив
како совршено Божјо создание. Главната тема на прво битие е кој е Бог создател. Бог себе си во првата глава битие се нарекува Елохим, што значи троедин Бог. Отецот, Светиот Дух, Исус Христос. Што значи семокен Бог. Бог себе си се нарекува во првата глава битие Елохим. Јас сум семокен Бог, кој што го создавам светот со своите зборови. Мојсей запишува созданието во 7 дена. И многу е тоа напишано фасцинантно. Секој еден ден е толку добро промислен. Секој еден детайл од Божјото создание е толку добро промислен. Ке видиме како првите 3 дена Бог, кој што е вечен Бог, што прави е дека ствара простор. Дали ни е тешко или лесно да замислиме ова нешто? Бог кој што е алфа и омега, почеток и крај, кој што е вечен Бог, создава простор. Создава звездите, земјата, небото, морето, светлината, темнината. Првите 3 дена Бог создава простор. И со своите зборови, секогаш на своето создание дава смисла или намера и благослов. Например, во Битие, првата глава, 3-4 стих вели вака. И Бог рече дека биде светлина, нека биде светлина, и бидна светлина. И Бог виде дека светлината е добра. И Бог ја оддели светлината од темнината. Бог создава светлината. Дава некоја задача, некоја смисла на тоа нешто. И тоа нешто служи на нас како неговиот благослов. Се што Бог создава дава смисла и го благословува тоа нешто. На самиот почеток, Битие првата глава почнува вака. Бог на почеток ги создаде небото и земјата. Земјата беше пуста и празна. Темнината се простираше над бездната и Божјиот дух се движеше над водите. Библијата почнува со овој стих. Дека земјата беше празна, пуста, имаше темнина. Не ве знам сите лично, не знам со што доаѓате. Може би некој од вас денес е тука и се чувствува како на самиот почеток. Може би некој од вас се чувствува дека чекори низ некаква темнината, не знаеки што ќе следи. Имам 30 минути да ви објаснам тоа што следи. Тоа беше само почеток на се што Бог направи, на се што Бог створи. И верувам дека ако се чувствувате било кој од вас тука, дека сте на некаков почеток или чекорите во некаква темнина, има светло, има надеж, така што секој ден тука сме повикани да видиме таа светлина, да видиме таа надеж. Никогаш Бог не застанува во темнината, во пустината, но секогаш не води кон Него до вечноста. Карл Барт, што е мисиски теолог од минатиот век, ќе каже вака: ако внимателно ќе го следиме редоследот на созданието, ќе приметиме паузи кои што Бог ги правеше создавајќи го светот. После секој ден имал микроодмор, да кажеме, кој што водел до големиот одмор. Бог не треба да се одмара физички заради тоа што е Бог, но ни дава совршен дизајн, совршен пример за нас ние како да одмараме. После секој еден ден, како Бог да застане, да го погледне ден, да погледне што направи. И вели: ова е добро што направив. Ова е многу добро. И вика: беше утро, беше вечер, ден 1, ден 2, ден 3. Бог, зборуваме за одмор, и во самото создание Бог ни укажува некаков ритам или некаков дизајн. Јас работев
Секој еден детайл ме интересираше на оваа земја, што го направив. И се реков, беше добро. Тоа е тоа што сакав да направим. Дали сме понекогаш размислувале на Бог, на неговиот характер, како Бог кој што стварно рефлектира на тоа што прави. Бог не е Бог на кој што му е гајле. Ајде дека направам ова, она, тоа е тоа. Размислуваше секој еден детайл. Секој еден детайл за тоа што го направи. Заради тоа што Бог е Бог кој што се грижи за секој еден детайл. И го знае секој еден детайл од вашиот живот. Во 5 и 6 стих, Бог, од кој го создаде простор, го става своето создание во просторот. Ги создава животните, птиците и стига до последен дел на своето создание. И тоа е жена и маж. Тоа е човечеството. Во Битие 26 стих вели вака: да направиме човек според нашиот лик, според нашата личност и нека владеа над морските риби, над небесните птици и над добитокот, над сета земја и над сите лазачи што ползат по земјата. Во овој стих се случуваат неколку важни нешта. Бог ги создава маж и жена во неговиот лик. Но што значи тоа за нас? Тоа значи дека Бог им дава идентитет и повик. Во оваа реченица Бог им кажува кој сте вие. Вие ме одликувате мене. Бог го создаде Адам од земјата и му вдише во неговиот нос својот дух. Вика, јас ви дадам идентитет, јас ви го давам повикот. Те грижете се за тоа што јас го создадов. Првите луѓе имале некаква улога на свештеници во таа градина. Бог беше царот кој што те седеше на тронот. Неговиот дух беше во градината. Што значи да бидеш создаден во Божиот лик? Ќе кажам 3 нешта и после дека стигнам до 4-то најважно нешто. Првото нешто, размислувајќи за Божиот дизајн. Бог е Бог кој што е личен Бог. Бог ги создава луѓе во својот лик. Во втората глава ви кажа дека во првата глава Бог се нарекува себе си Бог Елохим, семоќен Бог. Во втората глава Битие, прв пат го користи Адам и Ева зборот Јахве. Тоа значи дека му даваат лично име на Бог. Тоа значи дека он им бил личен Бог на нив. Второ нешто. Нашиот одмор што Бог ни го дава секој ден е можен само поради тоа кој е Бог. Трето нешто. Како што ви кажав, Бог што создаваше, размислуваше за своето создание. И тоа значи во нас Божиот лик, кога ние имаме капацитет да размислуваме за себе си, за луѓе околу нас, за тоа што е добро, што е лошо. Последно нешто, најглавното нешто, што Бог го вика во глава во стих е дека Он е Бог кој што е свет. Свет Бог. Стигаме до 7-миот ден на созданието, каде што вели. И на 7-миот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи и се одмори во 7-миот ден од сите своји дела што ги направи. И Бог го благослови 7-миот ден и го освети, зашто во него се одмори од сите своји дела кои ги создаде Бог и ги направи. Во овој стих прв пат на еврејски се користи зборот шабат, што значи одмор, дека Бог се одмори и дека го освети 7-миот ден. Да биде нешто свето, значи да биде нешто одредено за нешто. Многумина Библии, првата глава завршува со 7-миот стих, а 7-та глава има наслов кој што вика денот одреден за одмор. 7-миот ден Бог одредува за него
го прави свет ден. Седмиот ден, бројката 7 во Библијата има големо значење. И тоа значи комплетност. Бројката 7 во Библијата значи комплетност. Тоа што Бог го создаде седмиот ден и се одмори, не значи дека Бог требаше да се наспие или да се одмара, туку сега зборувам за вечен одмор кој што Бог го дава на своето создание. Вечен одмор значи да бидеш во присуство на Небесниот Татко. Адам и Ева биле толку близко во градината со Бог. Биле во одмор со Бог. Не знам дали сте приметиле понекогаш, ако сте читале Библијата, 7 стих нема истата наратива како сите претходни денови, дека беше утро и беше вечер. 7 стих се останува вака. Не завршува, 7 ден не завршува. Беше вечер толку, тоа е тоа. Но си продолжува. Шабат на еврејски бил одмор, било присуство на Бог. Близко, интимно присуство на Бог, личен однос со Бог, кој што ги имале во градината Адам и Ева. И тоа е еден таков вечен одмор, кој што Бог сака да ни го даде преку Исус Христос. На еврејски Јахве Кадеш, значи Бог кој што те осветува. Да бидеш осветен, значи да бидеш издвоен, да бидеш свет. Ако ги искомбинираме тие двата збора, Јехова и Кадеш, тоа може да се преведе како Бог кој што те одредува за некои нешта. Зашто Бог сака да те одреди, да те издвои за Него? Бог во 7-миот ден вика, овој ден го давам како свет ден и го благословувам. Да благословиш нешто е како да дадеш подарок на некој. Ова ви е благослов, ова ви е подарок кој што јас ви го давам. Зошто? За да бидете свети. Да бидеш одреден, значи да бидеш земен за Бог. Ова ти е подарок, но јас сакам тебе да те земам кон себе. Тоа беше замислата на Бог од самиот почеток. Ние да пребиваме во Неговото свето присуство, да бидеме со Него. За секогаш во интимно присуство да бидеме со Него. Но што се случува после? Во третата глава Битие. Доаѓа гревот. Бог ги брка Адам и Ева од градината. Од што? Од шабат, од одморот со Бог кој што го имале во градината, од близок однос што го имале. Мора да свират. Тука веќе во тој момент се прекинува за ограничено време, тој вечен одмор. Но Бог е Бог кој што сака ти да бидеш со Него вечно. А одма после тоа Бог има план како да ги вратја сите луѓе кон Него во вечниот одмор. Тука стигаме до целосна нова приказна кој што Бог ни ја дава во Стариот Завет. И тоа е обновата на вечниот ден со Бог. Целата приказна понатаму е една голема обнова на шабат. Да бидеме вечно со Бог. Бог ги ослободува израелците од робството во Египет. Тука им дава еден празник кој што треба да го слават првиот ден. Тука им вика последниот ден, 6-7 ден. Во многуми на календари и ден денес во западниот свет неделата почнува со недела. Тоест последниот ден беше сабота, а вика тој ден нема ништо да правите, заради тоа што ќе се сеќавате јас Господ што направи за вас. Тоест дека ве ослободи од робството во Египет. И тука понатаму Мојсе говори израелскиот народ во пустината 40 дена. Тоа беше период кој што многу интересен период за израелците, каде што се слободни, не знаат како да живеат во слободата. И се прашуваат,
Па подобро ни беше ние да останавме во робството во Египет. Зошто не го правиш ова, Мојсе? Зошто не водиш во шабат, во вечен одмор? Не може да препознаат таа поголемата слика. Сигурно се сеќавате на приказната кога израелците нема јадење и Бог им пушта лебот од небото и пушта мана секојдневно. И во Излез 16 глава 22 стих им вели вака: тогаш на 6-тиот ден собра двојно количество храна по 2 гомора на секој. Кога старешините на заедницата дојдоа да го известат Мојсеја, тој им рече: ова е Господова заповед. Утре е ден на целосна почивка, сабота. Сабота посветена на Господа. Испечете што сакате да печете, сварете што сакате да варите. Се што ќе биде одвишок, оставете го за утре. Бог вика 6 дена ќе ви давам храна од небото. Вие на 6-тиот ден соберете 2 пати повеќе за да имате на 7-миот ден. Заради тоа што тогаш нема ништо да правите. 7-миот ден, шабат, беше одмор како знак на вера. Бог им каже на израелците: овој ден ништо нема да ви дадам. Но ви давам доволно во тие 6 дена, вие соберете се тоа што јас ви го давам. Овој ден немате ништо. Зошто? Заради тоа што ќе имате доволно. Шабат, одмор за нас, ден денес. Денот како знак на нашата вера. Знакот, дали јас му доверувам на Господ? Дали јас му доверувам дека Он ќе се погрижи за мене? Брати и сестри, јас сум многу свесна и повикани сме да работиме. Но исто така сме повикани да одвојуваме денот, кај што се сеќаваме на Господ, на тоа што Господ Исус Христос го направи за нас. Дека не ослободи од гревот, ние за да повторно влеземе во вечното присуство во Него. 7-миот ден за израелците не беше само да се одмориш физички, туку да учиш како да му доверуваш на Бог. Туку да разбираме дека ние стварно сме зависни од Бог. Дека Тој е тој кој што се грижи за нас. Дека ние сме зависни од Неговото присуство. Тоа им беше лекцијата на израелскиот народ да научат. Да чекорат во вера, шабат како знак на вера. Мод одмор знак на вера. Како што споделив на почеток, јас имам сезони кај што сме зафатени. Немаме едноставно простор, место за ништо во нашиот живот. Но ако можеме на некаков начин да кажеме да работиме помалку, не го правиме тоа, поради тоа што сме толку окупирани, преплавени со тоа дали јас ќе имам доволно, дали јас ќе се погрижам за себе си. И не дозволуваме на Бог тој што Он сака да направи. Тој за ни зборува дека јас се грижам за тебе. Во Евангелие поради Матеј 6 глава 25 и 27 стих вели вака: затоа ви велам да не ве мачат грижи за неопходната храна и облека кои ви се потребни за живот. За животот не е повеќе од храна и облека за телото. Погледнете ги птиците во небесниот свод. Тие ни сеат, ни жнеат, ниту пак резерви си напастуваат. Па сепак вашиот небесен татко ги храни. Та зар за Бог вие не сте повредни од нив? Може ли сите ваши грижи, макар и за бена да ви го проложат животот? Бог во прва Битие ни вели дека ни дава 7-миот ден како благослов за нас. 2 гледни точки, Божиот дизајн. Знаеше дека ќе ни треба, знаеше дека тоа е ден каде што ние се сеќаваме на нашите природи, на тоа што е најглавно во вашиот живот. Тоа е Господ Исус Христос. Исто така вечен одмор кој што Бог не води и ни го дава. Второ нешто, сега да зборувам за одмор како ослободување. Во Излез 31 глава 13 стих вели вака: речи им на израелците: моите саботи треба да ги пазите, зашто саботата е знак меѓу мене и вас од поколение до поколение, за да бидете свесни дека јас, Господ, ве посветувам. Јас, Јахве Кадеш, свет Бог, ве посветувам.
И така држите ја саботата, зашто таа е света за вас. Саботата беше знак за тоа што Бог го направи за израелскиот народ. Саботата беше знак дека Бог ги извади од робството, им дава нов живот, нов почеток за нив. Браќа и сестри, на некаков начин тоа што ја го сватив во својот живот, каде што многу години ми требаше да научам да кажам не на некои нешта. Тоа што го сватив е дека јас бев уствари робинка на очекување од другите луѓе. На очекување на моите, не знам, роднини, не знам, на моите пријатели, на мојата работа. Одмор како ден на ослободување. Бог не сака ние да сме робови, заради тоа што Он не ослободи преку Исус Христос. Он не сака ние да оставаме во пустината заглавени, заробени. И затоа ни покажува одмор, сеќавајте се на тоа што јас го направив. Јас ви го давам како благослов, вие да застанете и да сваќате дека јас се грижам за вас. Зошто не можеме да прекинеме? Зошто не можеме да кажеме не на некои нешта? Зошто се враќаме дома секојдневно изморни, исцрпени? Дали се плашиме како ќе успеам, што ќе направам, дали ќе се заврши, дали ќе се погрижи, што ќе се случи? Дали тоа е наша често, брати и сестри, нашето лично, не знам, да кажем его, зашто јас сакам сам да си направам. Зборам за себе си. Многу често сакам сама да се направам и не препуштам никој работи на никој друг, ниту па на Бог. Парадоксот е дека најчесто тие работи ги сваќаме кога сме преуморни. Кога стигаме до поента каде што стварно не можам веќе, не можам да размислувам, сум преуморна. Тоа е најлошото нешто што може да се случи на човек. Ние сме создадени да одмараме, да спиеме. Ако не спиеме една недела, не знам колку може да живееме без спиење. И тоа ни помага да може да рефлектираме на животот. Дали е добро? Тимоти Келер, теолог пастор што почина пред 1 месец, ќе каже дека нашиот одмор во Бог ќе го доживеме само ако може да се препуштиме на Него. Дека најлошото нешто што може да се кажа на некој да направиш е да го оставиш вака. Стариот Завет, зборот Шабат е само една предслика на тоа што Бог го планираше, на новата обнова, нашиот вечен однос со Него. Нашето вечно спасение. Како што Господ Елохим рече во Битие 1 глава, кога го заврши 7-миот ден, дека моето дело е свршено. Така и Исус Христос рече пред 2000 години на крстот, моето дело е свршено. Целата Библија е една голема приказна за една таква обнова. Да се ние навратиме символички во Еденската градина, во присуство на Бог, преку Исус Христос, кој што умре за мојот и за твојот личен грев. Да имаме пристап до нашиот небесен татко за секогаш. Во писмото до евреите во Новиот Завет, 11 пати авторот го користи зборот одмор. Во 4 глава авторот го поредува Исус навен со Исус Христос. Тоа е чекорањето на израелскиот народ, каде што Исус навен ги водеше до ветената земја. Го споредува со Исус Христос. Неговото спасение, неговото водство до ветената земја. Во новиот Иерусалим, новото небо, кај што ние ќе бидеме со Бог за секогаш. Еврејскиот збор Јешуа, истото значење, Исус навин, Исус Христос. Името Јешуа значи Божјо откупение или спасение. Авторот на
писмото до евреите зборува за еден конечен, вечен одмор кој што ни е даден само преку Исус Христос. Многу мина луѓе од нас во овој свет че кориме во некаков немир. Јас го предав својот живот на Исус Христос пред 10 години и се сеќавам доста добро на тој немир што јас го доживеав тогаш. Тоа е нешто во нас што едноставно се бара тоа нешто. Бара тоа што тој лик во кој што ние сме создадени, бара повеќе. Си го бара нашата душа, нашето срце, нашиот Спасител. Многу мина луѓе од нас надвор од црква имаат немир. Едноставно не можеш да седиш, не можеш да си само така, заради тоа што имаш немир во себе си. И за таков еден конечен, вечен одмор ни зборува авторот на Евреите во 4 глава. Што значи тој вечен одмор во Исус Христос кој што го нуди? И прочитам Јован 14 глава, кај што вели: мир ви оставам, мирот свој го давам. Јас ви го давам, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше, ниту страхува. Мир, зборот мир кој што е користен во овој стих, на старогрчки зборот еренеј, значи да бидеш споен повторно со нешто. Овој збор еренеј на старогрчки има значење или мир, или одмор, или тишина. Но кореното на збор значи мирот ви го оставам, својот мир ви го давам. Тоа значи овој зборот мир е тој одмор за кој што ние денес збориме. Тоа значи тој мир која ти го имаш само кога повторно се спојиш со својот Создател. Тогаш најдеш еден мир, вечен мир во тебе. Грчки збор еренеј. За овој мир зборува Јован во своето Евангелие. И понатаму уште еднаш го користи сличниот збор Матеј во своето Евангелие во 11 стих, во 11 глава, 28 до 29 стих, кај што вели вака: дојдете кај мене, сите вие кои сте изморени и натоварени со тешки бремиња. Јас ќе ве одмарам. Земете го мојот јарем на себе и дозволете ми да ве научам, бидејќи јас сум со нежен и кроток дух. И тогаш вашите души ќе се успокојат. Јаремот мој е лесен, како што е лесен и товарот што ви го давам. Во новозаветна култура и време да бидеш споен со некој. Не знам дали знаете како изгледа еден јарем. Тој е од дрво направен вако веднаш се става на животни околу вратот. И вака се споени, ајде да кажеме, две животни, две крави, кои што се така споени со јарем. Улогата на тоа беа они заедно, пример, да носиле вода на тие животни или такво нешто, но заедно се споени. Во новозаветна култура ова слика значи да бидеш понизен на оној со кој што си споен. Сликата која што Матеј ја користи во овој стих е едноставно една слика од нашиот секојдневен живот. Јас да бидам споен со некој и да имам јарем на глава. Прво и основно тој јарем е создаден специфично за тој специфичен врат на тоа животно. Ние, тоа е една слика, како ние заедно. Ајде да замислите кога стам тука ми е јаремот и сум споена со Господ Исус Христос. Тоа значи да имаш одмор со Бог. Тоа значи да бидеш споен со Бог. Тоа значи да бидеш понизен на Бог. Ако сме двајцата споени заедно, само еден може да е водач. Заради тоа што мора да се синхронизираме како да одиме заедно ако сме споени, така? И тоа е сликата за тоа како Исус Христос не води днес нашиот живот. Он е тој кој што го води животот. Он е тој кој што ни покажува патот. Он е тој кој што вика мојот јарем е лесен. Зошто? Тоа што Бог е силен.
и ако он го носи јаремот до мене, тоа значи дека ја немам некаква тежина на мене. Тоа значи дека тој ше до мене, он може целата тежина да ја земе на себе си. А јас што правам? Јас чекорам со него, јас чекорам по него. А он го носи нашиот јарем на себе. Кога одлучуваме дека нема да го следиме Исус Христос и го познаваме Него, тоа е многу болна работа и за двајцата. Ако одлучиме дека ќе го следиме Господ Исус Христос, ние сме споени заедно. Како што кажа в таа слика, таа метафора за јарем, ако еден одлучи на една страна, друг на другиот страна, зборувам во метафора, тоа е многу болно, заради тоа што се поврзани заедно. Ако пробувате да идете во различна насока, Бог ти вели иди вака, иди вака, иди вака, а вие не одиме на левата страна. И сега еден мора да се дере, мора да не води на друга насока. Галатијаните 5 глава, 1 стих вели вака. Значи, ние сме слободни. Христос не ослободи. Држите се цврсто до таа слобода. И не дозволувајте повторно да ви го стават јаремот на робството. Додека јас припремав пораката, едно нешто што ми доаѓаше постојано на ум, беше зборот препушти се од тоа нешто. Препушти се од тоа нешто. Препушти се, препушти се, препушти се. Дај го тоа нешто на Бог. Не знам што тоа значи за тебе. Знам што тоа значи за мене. Бог стално им повторуваше на израелците. Сетете се кој сум јас. Немојте веќе да сакате да се навратите во робството. Зошто би сакале да се навраќате на робството? Зошто би сакале да се навраќате на своето минато? Ако јас ви давам еден нов вечен одмор во мене, ако јас ви давам една нова визија за вашиот живот. Израелците чекале 40 години во пустината. Може би некој од нас чувствуваме како во пустина моментално во ова сезона во животот. Може би се чувствуваме дека сме робови на некои нешта. Може би ни треба ослободување на некои нешта. Може би ни треба повторно ослободување. Може би ни треба повторна надеж. На некаков начин символички сите христијани чекориме до ветената земја. Го очекуваме на денот кој Исус Христос се врати повторно и ја создаде новата земја и новото небо. Но ние не сме веќе робови, браќа и сестри. Не сме веќе робови, ние сме ослободени во Исус Христос. Дозволи му да го носи тој јарем, да ја носи таа тежина со кој што доаѓаш, да те носи до одмор во неговото присуство. Одмор како што само он може да даде. Одмор кој што доаѓа кога ние сме заедно, кога ние сме споени со Бог. Конечниот одмор е Исус Христос. Неговата победа на крстот, неговото воскресение. Во Стариот Завет, саботата беше денот за одмор. Во 3 век, црквата го сменила тој ден за недела. Заради тоа што во недела Исус Христос воскресна и беше готово. Ние повторно тогаш можеме да влеземе во вечниот одмор со Бог. Во Лука 6 глава, тука ќе завршам за кратко, се зборува за една приказна каде што Исус имаше расправка со еврејските учители, кои што сакале едноставно сабота да е сабота, ништо не може да правиш, тоа е тоа. Заради тоа што биле уште во Стариот Завет. И Исусовите учениците сакале да јадат грозје. Они викаат, како можеш ти да јадеш грозје во сабота? Тоа не може да го правиш, тоа е работа, ти не може ништо да собира, заради тоа што е свет ден.
Знаете како Исус им одговорил на тие еврејски учители? Им каже вака: Јас, синот човечки, сум господар над саботата. Толку. Овие еврејски учители што повеќе: што каже Исус, како може тоа ти да го кажеш? Што каже Исус? Дека сето тоа ти што го знаеш, сето тоа што го читаме во Стариот Завет, сето тоа што ти си го учел како мал евреите, сето тоа беше за мене. Цело време се зборуваше за мене, вика Исус Христос. И понатаму искушуван тие учители, пред него учува Исус во синагога, пред него стои човек кој што има парализирана левата рака. И еврејските учители го гледаат што ќе направи сега, заради тоа што беше забрането да се прават такви нешта, да се исцелуваат во сабота, да се прави било што. Само ако човек беше веќе пред смртта, дека изгледаше дека ќе умре, тогаш можеше да се правеше операција. И го гледаат, вика што ќе направи он денес. Исус им рече. Тогаш Исус им рече: да ве прашам, што е дозволено да се прави во сабота? Добро или лошо? Да се спасуваат животи или да се уништуваат? Потоа прошета со погледот од човек до човек. Им се обрати на болниот. Испружи ја раката, да го стори тоа, и раката веднаш му оздраве. Исус со ова дело им покажува и кажува на еврејски учители дека шабат, одмор во мене, значи токму тоа. Тоа е ден каде што јас исцелувам во своето вечно присуство, јас те исцелувам, јас те ослободувам. Него сваќате тоа, им вика, тоа е денот за спасението. Шабат е ден за Господ. Тоа е ден на Исус Христос. Дали ние еден денес треба да почитуваме сабота како израелскиот народ? Не. Дали тоа си се уште закон за нас? Не. Дали би требало да почитуваме ден на одмор? Да. Заради тоа што верам дека тоа е Божјото создание, кој што треба да се почитува. И кога го правиме тоа, како што во првото битие Бог вели: јас ќе те благословам. Јас ќе го благословам тој ден, заради тоа што се сеќаваш ти на мене, на тоа што јас го направив за тебе. Шабат како ден кога ние се сеќаваме од што сме зависни во овој свет. Дека и овој свет е некаква сенка на тоа што ќе следи. На тоа што ќе биде кога ние ќе сидиме во овој свет и заедно ќе седиме со Бог за секогаш. Каде моментално се наоѓате ви во вашите животи? Дали имате мир во живот? Дали имате некакви прашања? Дали имате некакви молитви што Бог имате чувство дека не се одговорени од Бог? Дали барате се уште мир? Што ви треба ден денес од Бог? Што сакате Бог да направи за вас? Ние и на оваа страна, јас земјата сега ја викам како страната на небото, во која веќе сме. Веќе може да уживаме во тој вечен одмор за секогаш со Бог. Поради Исус Христос, кој што умре за мојот твојот грев и воскресна, ни даде слобода, ни даде нова надеж. Вечен одмор, тој конечен одмор во Бог Исус Христос, кој што го имаме како дар и благослов од Бог. Амен.